Зборот важи, а делата потврдуваат дека сме на прав пат. Беше тешко да се исправи патот кој што беше искривен и не водеше во бездна во режимот на криминалецот Груевски. Но владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, успеа да го исправи. Храбро и цврсто чекориме по него. Патот е прав по кој што оди и општина Струмица. Почна да се гради уште во 2005 година, кога граѓаните на Струмица за татко на градот го избраа актуелниот претседател на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев. Тој ни го трасираше патот и ние струмичани знаеме што значи да се оди по пат кој води кон иднина која што сите ја посакуваме. И сега патот ни е прав. Градоначалникот Коста Јаневски на половина од неговиот мандат потврди како се сака Струмица и како се работи за подобар живот на граѓаните. Имаме подобра инфраструктура. За 2 години ставен е втор слој асфалт на површина од 31.553 метри квадратни. Пробиени и тампонирани улици во должина од 4.477 метри. Реконструирани тротоари на површина од 4.412 метри квадратни. Тампонирани полски патишта во должина од 6 километри и асфалтирана површина од 13.947 метри квадратни во 16 населени места. Со поставувањето на 410 нови лед арматури, подобрено е уличното осветлување во градот, но и во Куклиш, Добрејци, Сачево, Габрово и Свидовица. Во Костурино, Дабиле, Просениково и Попчево се реконструираа домовите на култура. Канализацијските системи во Дабиле и во Просениково се во завршна фаза, а обезбедени се средства за изведба на канализацијски системи и во Велуса. Се подобрува водоводната и канализационата мрежа во градот и населените места. Се уредуваат влезовите во градот. Локалната власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, покажа вистинска грижа и за животната средина. Ја спроведува кампањата Екофронт Чиста да ни е. Поделени се 8500 канти за домаќинствата во населените места и во градот. Се чистеа дивите депонии, од водните канали, се вршеше озеленување на јавните површини. Меѓу приоритетите беше и грижата за најмладите членови на нашата општина. Се прошируваа сместувачките капацитети со нови градинки во Куклиш и во Муртино, со проширување на клон 2, а се обезбедија средства за изградба на нова градинка во старата касарна. Се проширија и капацитетите за целодневен престој на деца од 6 до 10 години. Локалната власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, обезбеди бесплатни училишни униформи за првачињата, училишен прибор за деца со социјален ризик, здрав оброк, овошје за сите ученици од 1 до 9 оделение, превоз и личен образовен асистент за учениците со попреченост, а во функција ќе биде ставен и повеќенаменски центар за здруженијата на социјално ранливите групи. Здравата животна средина е приоритет. Се субвенционира приклучувањето на гасоводната мрежа во висина од 100 евра. Нафтата и дрвјата се заменуваат со газ, а на гасоводната мрежа се приклучува и болницата и други институции, а основните и средните училишта ќе добијат пречистувачи на воздух. Ова е само дел од сработеното за 2 години. Вака работи општина Струмица, поддржана од владата на Република Северна Македонија. Вака работи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Подобар живот за сите граѓани. Продолжуваме и понатаму вредно и одговорно. На прав пат сме.